Почитуван градоначалник, почитувани членови на Советот, почитувани градоначалници на општините Милево, Монтефорте, Алба и Родино, почитувани дами и господа, драги пријатели, почитувани присутници и гости. Ја отворам оваа денешна свечена седница на Советот на општина Делчево, посветена на успоставена соработка со општините од Република Италија. Со особена чест на денешната седница сакам да ги поздравам градоначалникот на општина Делчево, господин Иван Гоцевски, градоначалникот на општина Милево, господин Марко Паларо, градоначалникот на општина Монтефорте, Левио Дженезио, градоначалникот на општина Родино, Марко Адриано. За денешната свечена седница, посветена на успоставена соработка со општините од Република Италија, ви го предлагам следниот дневен ред. Точка предлог одлука за запатимување на општина Делчево, Република Македонија со општина Рикалоне, Република Италија. Почитувани и присутни, сега ќе дозволите во својство на председател на Советот на општина Делчево да ви се обратам со мој говор. Почитуван градоначалник на општина Делчево, почитувани представници на нашите зградивени општини, драги советници, дами и господа. Свечените седници како денешната се можност да се подсетиме на значењето на локалната самоуправа и на одговорноста што ја носат избраните представници пред граѓаните. Советот на општина Делчево е носител на одлуките што ги обликува развојот на секоја општина и ја градат незината иднина. За надлежностите на Советот се широки и особено значајни. Секоја донесена одлука е повеќе од административен акт, таа е обврска кон сегашните и идните генерации. Затоа улогата на советниците е да работат со визија, одговорност, интегритет, секојаш водејќи се од јавниот интерес без разлика на политичките разлики. Делчево отсекогаш било град на вредни, честни и посветени луѓе. Неговиот развој е резултат на заеднички труд, соработка и стремеж кон подобра иднина.
Советот како представничко тело на граѓаните има чест и обврска да биде двигател на тој развој, носејќи одлуки што ќе придонесат за модерна, функционална и просперитетна општина. На оваа свечена седница сакам да истакам важноста на заедништвото, на меѓусебната почит и конструктивниот диалог и да посакам оваа свечена седница да биде поттик кон нови успеси, мудри одлуки и уште посилна заложба за развој на општина Делчево. Нашата трајна заложба е да работиме во интерес на граѓаните, да продолжиме да работиме со одговорност, достоинство и визија, поставајќи трајни вредности за генерациите што доаѓаат. Почитувани, по продолжение на денешната седница следува кратка презентација за работата на Советот од конституирањето до денес. Советот на општина Делчево беше конституиран на конституирана седница одржана на 27.10.2025 година по завршување на локалните избори 25 година. Советот на општина Делчево е представнички орган на граѓаните и го сочинуваат 15 членови на Советот во кои партиципираат 4 политички партии, тоа ВМРО, ДПМН, СДСМ, ЗНАМ и Левица. Од неговото конституирање до денес се одржани 14 редовни седници и 2 поредни седници. Во овој период функционирањето на овој мандат на Советот на општината се донесени низа одлуки од финансиски, меѓуинституционален и развојен карактер. Советот во овој период разследувал и расправал по 226 точки, од кои одлуки 136, програми 12, правилници 5, решенија 5, решенија 16, извештаи 12, заклучоци 5 и околу 40 други акти од надлежноста на Советот, предвидени со Законот за локална самоуправа и други закони. Овој Совет во досегашниот мандат има донесено одлуки за збратимување и со 3 општини од Република Италија: Новело, Монтефорте де Алба и Родино. Одлуката беше донесена на 29 април 2026 година. Дозволете да ви ја прочитам. Вз основа на член 14, став 4 од Законот за локална самоуправа, Службен вестник на Република Македонија, број 5/02 и Службен вестник на Република Македонија, број 202/24 и член 12 став 1 и став 4 од статутот на општината, Службен гласник на општина Делчево, број 15/2011, број 2/2019 и 1/2021. А во врска со иницијативата за збратимување, заведена под наш архивски број 08-33-34/7 од 17.4.26 година, склучена помеѓу општините Делчево, општина Новело, Советот на општината Делчево на својата 9-та седница, одржана на 29.4.26 година, донесе одлука. Одлука за збратимување помеѓу општина Делчево, Република Македонија и општините Новело, Монтефорте де Алба и Родино, Република Италија. Член 1. Општина Делчево, Република Македонија се збратимува со Новело, Монтефорте де Алба, Родино, провинција Кунео, Република Италија. Член 2. Се овластува градоначалникот на општина Делчево во името на општина Делчево да го подпише актот за збратимување на општина Делчево, Република Македонија со општините Новело, Монтефорте де Алба, Родино, провинција Кунео, Република Италија. Член 3. Видот и начинот на соработката меѓу збратимените општини од член 1 на оваа одлука ќе се утврди со посебен документ. Член 4. Оваа одлука влегува во сила од 8-миот ден на објавување во службен гласник на општина Делчево. Почитувани присутни, сакам да ве информирам дека по завршувањето на оваа свечена седница ќе биде подпишан меморандум, договор за збратимување на општина Делчево со општините Новело, Монтефорте де Алба и Родино, Република Италија. На денешната свечена седница на дневен ред е одлуката за збратимување на
Општина Делчево со општина Рикалдоне, која е резултат на претходен склучен договор за спротивување пријателска соработка од 18 јули 2026 година. Денес повеќе од било кога живееме во време кога успехот не се гради во рамките на една општина или една држава, туку преку соработка на заедна доверба и заедничка визија. Токму затоа пријателствата што ги создаваме помеѓу општините и државите имаат особено значење. Тие представуваат мостови што ги поврзуваат луѓето, културите, идеите и идните генерации. Спротивувањето на меѓу општините не е само формален чин, туку и подпис на документ. Тоа е искрена определба за долгорочна соработка, размена на искуства и заедничко создавање на нови можности. Преку ваквите партнерства се отвараат врати за соработка во образованието, културата, спортот, туризмот, локалниот развој, заштита на животната средина и многу други области, што директно го подруваат квалитетот на животот на нашите сограѓани. За нас како општина Делчево, секој партнерство представува можност да учиме едни од други, да ги споредуваме добрите практики и заеднички да ги набедуваме предизвиците. Различностите не треба да не разделуваат, тие се богатство што не згришува и не поттикнува да градиме подобра иднина. Веруваме дека вистинското пријателство меѓу народите не се создава само преку институциите, туку и преку средите меѓу луѓето, младите кои учат едни од други, културните размени, спортските напревари, заедничките проекти и искрена желба да се создадат трајни вредности. Нека денешната средба биде уште еден чек кон продолжување на нашата соработка и потврда на заедничките вредности. Мирот, солидарноста, почитувањето и пријателството се најсилна основа за напредок. Убедени сме дека врските што ги градиме денес ќе донесат нови можности на нашите граѓани и зацртат односите меѓу нашите заедници и ќе остават трајно наследство за идните генерации. Нека нашето партнерство продолжи да се развива во духот на довербата, меѓусебната поддршка, искреното пријателство, како и добрата соработка, што секогаш носи повеќе можности околу поделбите. Благодарам. Пред да преминеме на говора по началникот, уште една сакам да се обратам кон нашите гости и подготвих тука на текст, се надам дека да има многу грешки. Егреджи, синьори, ситачи, Марио Адриано, Марио Паоло, Ребио Дженезио Ди, Dei comune di Rodino Novello Monteforte de Alba e per me un grande onore, un sincero privilegio accogliere oggi nel nostro comune. In qualità di presidente del Consiglio Comunale del Comune di Delčevo, vi porgo mio più caloroso benvenuto a vi auguro un piacevole soggiorno. Benvenute di Delčevo. Grazie. Почитувани присутни, сега замолвам началникот на општина Делчево да се разбор. Заповядайте, началниче. Се за грешките сигурно и ги имаме само. Добар ден на сите. Јас говорам и го проведохме пред свечена седница на Совет и е поделен на нашите гости во Италија, кои што може да си го искористат за нивни цели во Италија, за нивните медиуми во Италија. И за тоа и нема и официјален пред, што веќе им е даден и го има во них. Почитувам председател на Совет на општина Делчево, почитувани шефови на Совет, почитувани директори на јавните институции по Делчево, почитувани колеги градоначалници од италијанските општини Родино, Монфорте, Алба и Новело, господин Дженезио, господин Адриано, господин Паларо, почитувани гости, македонски иселеници и драги пријатели. Денеска Делчево испишува уште една нова страница од приказната на меѓународната соработка на Делчево и градиме темел
за едината и соработката со општините од европските држави, каде работат и живеат голем број на наши иселеници и на голем број на наши делчевци. И рамници километри од далечност меѓу Делчево и овие општини не значат ништо кога е во прашање позитивната мисла, честните намери и работата во интерес на граѓаните и на своето родно место. Ми представува чест и посебно задоволство што денеска на оваа свеченост ја продолжуваме постапката и ги официализираме новите пријателства на Делчево, токму со Родино, Монфорте, Далба и Новело, а семејството на пријателите на Делчево на денешната свечена седница на Совет го прошируваме со уште една општина од Италија, а тоа е општина Рикардони. Чисто како подсетување, општина Делчево подпиша триlaterален договор заедно со општина Македонска Доменица во корелација со нашиот музејат во Република Италија. Соработката не е случајна, таа е логична последица од блиските односи кои досега ги имаа овие општини од двете држави, иако неформални, сепак цврсто изградени од нашите иселеници кои живеат и работат овде. Ова пријателство има посебно значење бидејќи представува мост кој ги поврзува нашата општина и нашите луѓе. Нашите иселеници се најголемите амбасадори на Делчево, носители на нашата култура, традиција и вредности и кои со својот труд и посветеност се дел од развојот на овие италијански општини. И посебно сум задоволен што првите луѓе на овие општини ги препознаа токму нашите искрени намери и ни помогнаа заедно да ја креираме визијата за едината. Во разговорите со моите колеги градоначалници ја потврдивме нашата посветеност за продолжување на соработката, особено во областа на економијата, туризмот и културната размена. Иницијативата за вртелучево со општините Новело, Монфорте, Далба и Родино, која ја поставивме пред неколку месеци, веќе станува реалност и овој чин има повеќеслојно значење и представува важен чекор за долгорочен развој и меѓудržавна соработка на општина Делчево. Ова збртелување ги зајакнува врските на иселениците со нивниот роден крај и создава предуслови тие да бидат активен фактор за развојот на Делчево како преку инвестиции, така и преку пренесување на искуства и ново знаење. Почитувани пријатели од Италија, ви благодарам за пријателството и довербата. Посебно сум горд што вашата посета е во овој период, кога имаме можност директно да се запознаеме со културната традиција на Делчево и да бидете сведоци на даческото лето и голачките фолклорни средби и да посведочите на нашата култура и традиција чувана и негувана овде со векови. Вашето присуство е силна потврда дека европските вредности започнуваат од локалните заедници преку меѓусебно почитување, диалог и подготвеност да учиме едни од други. На крајот од ова мое обраќање сакам да нагласам дека нашите општини ги поврзува многу повеќе од официјални подписи на документи. Нас не поврзуваат луѓето, нас не поврзуваат семејствата и селениците кои со години живеат и работат во Италија. Сепак за нас најголема предност дава фактот дека Делчево не ги заборува своите луѓе во странство. Нивната енергија, љубов кон родниот крај и желбата да останат поврзани со Делчево се силен мотив да продолжиме да градиме политики кои ќе ја зајакнат врската на диаспората. Дозволете ми искрено да се благодарам на сите кои допринесува оваа соработка да стане токму реалност. Нека биде овој почеток на едно искрено и долго пријателство. Ова прилика дозволете ми исказам огромно задоволство од несебичното служување на Зоран и на Марија, кои што се и во основата на ова пријателство. На нашите драги гости им посакувам пријатен престој во Делчево. Верувам дека од овде ќе понесеме нови спомени, нови пријателства и уверување дека во Делчево секогаш ќе имате искрени партнери и многу пријатели. Остануваме говорни за соработка и се надевам дека наскоро нашите заеднички идеи и заложби ќе станат реалност и ќе бидат видливи и од полза на сите наши сограѓани. Благодарам од срце. Благодариме на началникот на општина Делчево. Почитувани присутни, сега ќе го повикам градоначалникот на општина Новело, господин Марко Палор, нашиот првиот пријател, да се обрати пред вас. Поведете, градоначалниче. Со општините Новело, Монфорте, Далба и Родино, која ја поставивме пред неколку месеци, веќе станува реалност и овој чин има повеќеслојно значење и представува важен чекор за долгорочен развој и
и меѓудržавна соработка на општина Делчево. Ова збртевување ги зајакнува врските на иселниците со нивниот роден крај и создава предуслови тие да бидат активен фактор за развојот на Делчево како преку инвестиции, така и преку пренесување на искуства и ново знаење. Почитувани пријатели од Италија, ви благодарам за пријателството и довербата. Посебно сум горд што вашата посета е во овој период, кога имаме можност директно да се запознаеме со културната традиција на Делчево и да бидете сведоци на даческото лето и голачките фолклорни средби и да посведочите на нашата култура и традиција чувана и негувана овде со векови. Вашето присуство е силна потврда дека европските вредности започнуваат од локалните заедници преку меѓусебно почитување и диалог и подготвеност да учиме едни од други. На крајот од ова мое обраќање сакам да нагласам дека нашите општини и поврзува многу повеќе од официјални подписи на документи. Нас не поврзуваат луѓето, нас не поврзуваат семејствата и селениците кои со години живеат и работат во Италија. Сепак за нас најголема вредност дава фактот дека Делчево не ги заборува своите луѓе во странство. Нивната енергија, љубов кон родниот крај и желбата да останат поврзани со Делчево се силен мотив да продолжиме да градиме политики кои ќе ја заеднат врска на диаспората. Дозволете ми искрено да се благодарам на сите кои допринесува оваа соработка да стане токму реалност. Нека биде овој почеток на едно искрено и долго пријателство. Ова прилика дозволете ми исказам огромно задоволство од несебичното служување на Зоран и на Марија, кои што се и во основата на ова пријателство. На нашите драги гости им посакувам пријатен престој во Делчево. Верувам дека од овде ќе поднесеме нови спомени, нови пријателства и уверување дека во Делчево секогаш ќе имате искрени партнери и многу пријатели. Остануваме говорни за соработка и се надевам дека наскоро нашите заеднички идеи и заложби ќе станат реалност и ќе бидат видливи и од полза на сите наши сограѓани. Благодарам од срце. Благодариме на началникот на општина Делчево. Почитувани присутни, сега ќе го повикам градоначалникот на општина Невел, господин Марко Палоро, нашиот добар пријател, да се обрати пред вас. Поведете, градоначалниче. Signor Sindaco, gentili membri del Consiglio Comunale, autorità e cittadini presenti, grazie di cuore per questo invito e per l'accoglienza che ci avete riservato. È per noi un grande onore essere qui oggi e prendere parte a questa importante cerimonia nella vostra splendida città. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Sindaco Ivan, a tutta l'amministrazione comunale, al Presidente del Consiglio, ai dipendenti del Comune e a tutte le persone che fin dal nostro arrivo hanno voluto farsi sentire accolti e soprattutto a casa. Почитувани градоначалници, почитувани членови на Општинскиот совет, почитувани присутни власти и граѓани на град Делчево. Од се срце ви заблагодарувам за оваа покана и за пречекот што ни го приредивте. За нас е голема чест што денес сме овде и што се чувствуваме на оваа важна церемонија во вашиот прекрасен град. Најнапред сакам да упатам искрена и длабока благодарност до градоначалникот Иван, до целата општинска администрација, до председателот на Советот, до вработените во општината и до сите луѓе кои уште од нашето пристигнување направија да се чувствуваме добредојдени и пред се како дома. Per Novello, così come Monforte d'Alba e Rotino, è fondamentale conoscere e comprendere le radici di quella comunità macedone che oggi è parte integrante del nostro tessuto sociale. La presenza dei vostri concittadini nelle Langhe ha arricchito profondamente i nostri paesi. Avete portato nuove tradizioni, nuove esperienze e nuovi legami, contribuendo a costruire una comunità più aperta, più ricca e più unita. I vostri concittadini che vivono in Italia ci hanno spesso raccontato storie, ricordi e aneddoti della vostra terra. Per questo è per noi un piacere immenso poter essere oggi i vostri ospiti e soprattutto vostri amici, potendo finalmente conoscere da vicino la vostra cultura, la vostra storia e le vostre tradizioni. In questi giorni abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e visitare realtà diverse e importanti della vostra comunità.
e ognuna di queste esperienze ci ha lasciato qualcosa di speciale. За Новело, како и за Мокорте, Далба и Родино, од суштинско значење е да ги запознаеме и разбереме корените на оваа македонска заедница, која денес е интегрален дел од нашето општествено тkiво. Престојот на вашите сограѓани во регионот Ланѓе длабоко ги обогати нашите места. Донесовте нови традиции, нови искуства и нови врски. Вашите сограѓани кои живеат во Италија често ни раскажуваат приказни, спомени и анекдоти за нашата земја. Затоа за нас е огромно задоволство што денес можеме да видиме ваши гости и пред се ваши пријатели, запознавајќи ги конечно отблизу вашата култура, вашата историја и вашите традиции. Овие денови имавме можност да запознаеме и да посетиме различни и значајни институции и капацитети во вашата заедница. И секој од тие искуства ми остави посебен впечаток. La visita all'ospedale è stata particolarmente interessante e significativa. Abbiamo avuto il piacere di conoscere i medici, gli operatori sanitari e di vedere da vicino una realtà così importante per la comunità. Molto piacevole è stata anche la visita alla scuola, dove abbiamo incontrato alcune professoresse e abbiamo potuto conoscere il mondo dell'istruzione rimanendo piacevolmente sorpresi nel sapere quanto spazio venga dedicato all'insegnamento della lingua italiana. È un elemento che ci ha particolarmente colpiti e che rappresenta un bellissimo ponte di cultura, amicizia e collaborazione tra i nostri paesi. Abbiamo poi avuto l'occasione di visitare 2 aziende del territorio, incontrando i proprietari e i loro dipendenti e conoscendo i prodotti che realizzano. È stato molto interessante poter vedere da vicino il lavoro, l'impegno, la passione e la capacità imprenditoriale che caratterizzano queste realtà. La visita all'acquedotto ci ha permesso inoltre di conoscere un altro aspetto importante del territorio, una nuova infrastruttura a servizio della comunità, simbolo di attenzione e investimento nel futuro. Un momento particolarmente intenso e sentito è stato quello vissuto nella chiesa di Razzowski, un luogo ricco di storia, spiritualità e significato, che ci ha trasmesso una profonda emozione. E poi al culmine di una giornata ricca di incontri ed esperienze abbiamo vissuto un momento davvero speciale, la bellissima festa in piazza accompagnato dalla musica e dai balli della tradizione. È stato proprio lì, insieme alla gente, nella semplicità della musica, della danza e dello stare insieme, che abbiamo sentito ancora più forte il calore e l'ospitalità di questa comunità. Strette di mano, sorrisi, abbracci sinceri, nuove conoscenze e piacevoli incontri con tante persone che vivono da tempo in Piemonte. Посетата на болницата беше особено интересна и значена. Имахме задоволство да се запознаеме со лекарите и здравствените работници и отблизу да видиме еден сектор кој е толку важен за заедницата. Многу пријатна беше и посетата на училиштето, каде што се сретнавме со дел од професорките и можевме да го запознаеме образовниот систем, при што бевме пријатно изненади и кој представува прекрасен мост на култура, пријателство и соработка меѓу нашите земји. Потоа имавме прилика да посетиме 2 локални компании, да се сретнеме со собствениците и нивните вработени и да ги запознаеме производите што тие ги изработуваат. Беше многу интересно отблизу да се види трудот, посветеноста, страста и приемачниот капацитет што ги карактеризираат овие бизнеси. Посетата на водоводот ни овозможи да запознаеме уште еден важен аспект на територијата. Нова инфраструктура во служба на заедницата, символ на грижни инвестиции во иднината. Особено интензивен и емотивен момент беше тој што го доживеевме од црквата во село Разливци. Место богато со историја, духовност и значење, кое ми пренесе длабока емоција и на крајот како круна на денот исполнет со сретни искуства доживеавме еден навистина посебен момент, прекрасната прослава на плоштадот, придружувана со традиционална музика и игри. Токму таму, заедно со народот, во едноставноста на музиката, орото и дружењето, уште посилно ги почувствувавме теплината и гостопримството на оваа заедница.
Silni stisnuci na race, nasmevki, iskreni, pregledki, novi poznanstva i prijatni sredbi su mnogo luge koji veke dolgo vreme živjat v Piemonte. In quei momenti abbiamo capito che il gemellaggio non è soltanto un accordo tra istituzioni. Il gemellaggio è prima di tutto un incontro tra persone, la possibilità di conoscerci, di condividere le proprie storie, di valorizzare le proprie differenze e di scoprire quanto, in fondo, possiamo essere vicini anche quando viviamo a migliaia di chilometri di distanza. Questa giornata ci ha permesso non soltanto di conoscere meglio Del Cevo, le sue istituzioni, le sue attività e le sue tradizioni, ma soprattutto di conoscere le persone che rendono questo territorio vivo, autentico e accogliente. Per questo vogliamo ringraziare nuovamente con tutto il cuore il Sindaco Ivan, il Presidente del Consiglio, l'amministrazione comunale e tutti i dipendenti del Comune di Del Cevo. Un ringraziamento sincero va a tutte le persone che hanno organizzato, accompagnato e reso possibile le nostre visite. Во тие моменти свативме дека збратимувањето не е само договор меѓу институциите. Збратимувањето е пред се средба меѓу луѓе, тоа е можност да се запознаеме, да ги споделиме нашите приказни, а пред се да ги вреднуваме нашите разлики и да откриеме колку всушност можеме да бидеме близко, дури кога живееме на илјадници километри оддалеченост. Овој ден ни овозможи не само подобро да го запознаеме Делчево, неговите институции, неговите активности и традиции, туку пред се да ги запознаеме луѓето кои ја прават оваа територија жива, автентична и гостопримлива. Затоа сакам уште еднаш од се срце да им се заблагодариме на градоначалникот Иван, на председателот на Советот, на општинската администрација и на сите вработени во општина Делчево. Искрена благодарност упатуваме до сите луѓе кои ги организираа, не придружуваа и ги овозможија нашите посети. Un ringraziamento speciale vogliamo rivolgerlo a Maria e Zoran che hanno reso possibile questa magnifica esperienza e ci hanno accolto con un'ospitalità davvero unica. Chiedo un applauso. Un ringraziamento anche alla famiglia di Stojan e Alessandra e Sebastian. E un grazie naturalmente a tutte le persone che abbiamo incontrato e che con un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio ci hanno fatto sentire a casa. Porteremo con noi il ricordo indelebile di questo inizio di gemellaggio. Ci auguriamo che questo incontro sia soltanto l'inizio di un percorso sempre più stretto di collaborazione, di conoscenza e di amicizia tra le nostre comunità. Grazie Del Cevo per la vostra accoglienza. Grazie per la vostra disponibilità e soprattutto grazie per il calore umano che ci avete dimostrato. Посебна благодарност сакаме да им упатиме на Марија и Зоран, кои го овозможуваат и ги овозможија нашите посети. Прекрасно искуство и кои не пречекаа со навистина уникатно гостопримство. И секако им благодариме на сите луѓе кои ги видовме и кои со насмевка, стисок на рака или прегледка направија да се чувствуваме како дома. Се надеваме дека оваа средба е само почеток на еден се поблизок пат на соработка. Signor Sindaco, gentili membri del Consiglio Comunale, cari cittadini di Del Cevo, è per me un grande onore prendere la parola oggi in questa sede istituzionale. Desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Ivan e a tutta l'amministrazione comunale per la straordinaria e calorosa accoglienza che ci avete riservato. Un grazie di cuore a tutte le persone che abbiamo incontrato durante le intense visite di ieri, dalle istituzioni qui in municipio alla ditta Bregal fino agli istituti scolastici con il corpo docente e all'ospedale dove abbiamo toccato con mano la dedizione di tutto il personale sanitario. Abbiamo apprezzato l'eccellenza produttiva della Sonitex nel settore tessile e compreso l'importanza strategica delle vostre infrastrutture come il nuovo impianto di filtraggio e approvvigionamento idrico a Trabozzie realizzato in sinergia con il governo svizzero.
ma un ringraziamento davvero speciale desidero rivolgerlo alla comunità di Razzlocci. La visita al vostro museo e alla vostra spettacolare chiesa ci ha emozionato, così come ci ha profondamente commosso la generosità delle persone locali. Почитувани градоначалниче, почитувани членови на Општинскиот совет, драги граѓани на град Делчево. За мене е голема чест што има можност денеска да се обратим во оваа институционална сала. Најпрво би сакал да упатам искрена благодарност до градоначалникот Иван и до целата општинска администрација за извонредниот и топол пречек што ни го приредите. Искрено им благодарам на сите луѓе што ги запознавме за време на вечерашните интензивни посети од институциите овде во општината, преку компанијата Брегал, се до училиштата со нивниот наставен кадар, како и болницата, каде што од прва рака ја видовме посветеноста на целото здравство и здравствениот персонал. Се уверивме во стратешката важност на вашите инфраструктурни проекти, како што е новиот систем за филтрација и водоснабдувањето во Тработивиште, реализиран во соработа со швајцарската влада. Но посебна благодарност сакам да упатам до заедницата во Разловци, посетата на вашиот музеј и вашата прекрасна црква длабоко не исполни со емоции, исто како што длабоко не трогна великодушноста на локалните жени за прекрасниот ручек што ни го подготвија заедно со подароците и производите од вашата земја. Nel corso di questa visita ho potuto scoprire una città meravigliosa, viva e profondamente accogliente, capace di farci sentire subito a casa. Per me, in rappresentanza del paese di Monforte, è fondamentale conoscere da vicino i luoghi d'origine dei cittadini macedoni che vivono da noi. La vostra presenza ha arricchito il nostro paese, portando nuove energie, tradizioni e legami che ci hanno reso, giorno dopo giorno, un paese più forte e unito. Questa è la mia prima volta in Macedonia e l'esperienza vissuta qui mi ha profondamente arricchito dal punto di vista umano. Mi ha permesso di sentirmi ancora più vicino a voi, rafforzando quel ponte ideale che unisce e intreccia i destini dei nostri due territori. A Delcevo e a tutta la sua cittadinanza auguro un futuro sereno e di continua crescita. L'auspicio più grande è che questa visita sia la base per costruire un legame indissolubile e duraturo con la vostra comunità. Un percorso comune fatto di amicizia sincera, scambio culturale e cooperazione per garantire prosperità e nuove opportunità ai nostri cittadini. За време на оваа посета имав можност да откријам еден прекрасен, жив и исклучително гостопримлив град, кој направи веднаш да се чувствуваме како дома. За мене, како представник на Монфорте, од суштинско значење е отблизу да ги запознам родните места на македонските граѓани кои живеат кај нас. Вашето присуство го обогати нашето место, носејќи нова енергија, традиции и врски кои ден по ден не направија посилна и по-обединета заедница. Ова е моја прва посета на Македонија, а искуството што го доживеав овде длабоко ме обогати од човечката гледна точка. Ми овозможи да се чувствувам уште поблиску до сите вас, зајакнувајќи во тој идеален мост што ги поврзува и преплетува судбините на нашите две територии. На Делчево и на сите негови граѓани им посакувам спокојна иднина и постојан развој. Најголема желба ми е оваа посета да биде темел за градење, нераскинлива и трајна врска со вашата заедница. Заеднички пат, исполнет со искрено пријателство, културна размена и соработка за да им обезбеди просперитет и нови можности на вашите граѓани. Ви благодарам од се срце на сите. Volevo solo ringraziare Zoran e Maria che ci hanno molto splendidamente ci hanno aiutato e tutti quelli che stanno arrivando in questi giorni. Му благодарам на представникот на општина Монфорте. Почитувани колеги, како што кажавме, продолжуваме со седницата и одиме токму на решение за свикување на оваа седница. Отварам расправа по
истото решение. Дали некој од советниците бара збор? Никој не бара, поштувани колеги советници, ве повикувам да гласаме во однос на решението за оваа сечена седница. Гласањето започнува, но да гласаме. Горан Михолски не е гласал. Регламентирано. 14 гласали за, против нема, воздржани нема. Еден колега не гласа кој што одсутен. Констатирам дека едногласно го усвоено ова решение за оваа свечена седница. Поштувани колеги, водиме на едната единствена точка, тоа како што беше, како што ви прочитав, Проект одлука за запатување помеѓу општина Делчево, Република Македонија и општина Рикалдоне, Република Италија. Односно оваа точка отварам расправа. Дали некој од колегите советници бара збор? Povedете, граначалниче. Hvala ambasadore, znači во својство на граначалник на општина Делчево, сакаме се обратам кон послушателите Червен совет да ја укажам важноста на подпишување на овој документ и на гласување на оваа одлука. Во представите на општина Делчево пред некаде скоро деневи бевме во посета на Италија, во општина Рикалдоне, по иницијатива на нашиот конзулат, нашето министерство за вътрешни работи и министерот Тимче Мочунски. Те со цел да се вопши триlaterален договор меѓу општина Делчево, општина Македонска Веница и општина Рикалдоне. Однос на изнесените факти на самиот документ се позицирани неколку важни точки за битната соработка помеѓу овие три општини и важноста за одбори на наши селекции кои што живеат и работат таму. Како една од најважните точки, за кои само да ги потенцирам, и за кои што пред малку се зборуваше и колегата од Новела е обидувањето на македонскиот јазик во образовниот систем во Италија. Тоест, општина Рикалдоне ќе финансира изучување на македонски јазик од прво до 8 години, истото начин како се изучува и италијански јазик овде во Делчево. Лично сметам како началник на општина Делчево дека тоа е една голема дипломатска работа и кој што ние како локална заедница треба многу сериозно да поддржаме. Благодарам. Благодарам на началникот на општина Делчево, господин Иван Гоцевски. Поштовани колеги, уште еднаш прашувам дали некој бара збор во однос на оваа точка, истата точка ви доставена е името. Никој не бара. Поштовани колеги, ве повикувам да гласаме. Гласањето започнува. Тони Славенковски не е гласал. Горан Михолски трябва да изпуска на гласа. Почитувани колеги, почитувани присутни, 14 гласа за, против нема, воздржани нема, еден не гласа, кој што е отсутен колега. Констатирам дека точката е усвоена, едногласно и ви благодарам. Гласањето завршува. Почитувани гости, почитувани дами и господа, почитувани присутни, почитувани господи граначалници и представници од заединските општини, со оваа свечена седница заврши работата, ве поканувам сите присутни да ги последени останатите придужки содржини кои што се планирани за денеска. Ви благодарам.
Grazie.